По вчерашниот динамичен ден на локалните избори во кој граѓаните избираа градоначалници и советници во општинските совети и пребројувањето на гласовите во текот на вечерта и ноќните часови, општинските изборни комисии ги доставија изборните материјали до ДИК. Телевизија Кочани денеска ги контактираше председателите на општинските изборни комисии, кои ги соопштија првичните неофицијални резултати за освоени гласови, победници во првиот круг и мандат во општинските совети. Во општина Зрновци, председателката на општинската изборна комисија Санела Гичева Саканарска изјави: Првичните резултати добиени од вчерашното гласање се за ВМРО ДПМН и коалиција Обнова на Македонија 781 гласа имат освоено, кандидат е Борчо Коцев. За коалиција Најдоброто за мојата општина, предводена од СДСМ, кандидат Виктор Ангелов има освоено 581 глас. За листата на советници од коалиција Најдоброто за мојата општина, предводена од СДСМ, имат влезено тројца кандидати. За ВМРО ДПМН и коалиција Обнова на Македонија имат влезено 5 кандидати и Доми ЛДП имат влезено 1 кандидат. Во општина Чешиново Облешево, председателката на општинската изборна комисија Виолета Јанева ги соопшти следните резултати. По обработка на скупните податоци на 13 избирачки места во Чешиново Облешево, општинската изборна комисија ја констатираше следната состојба. Движењето Одлучно за промени со кандидатот Дарко Стефанов освоја 625 гласа, додека коалицијата Обнова на Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, со кандидатот Далибор Ангелов освоја 1511 гласа. Најдоброто за мојата општина, со кандидатот Горанчо Крстев освоја 1386 гласа. Додека состојбата со гласовите за совет во општина Чешиново Облешево е следнава. Движењето Одлучно за промени, предводена од носителот на листа Орце Ристов, освоја две советнички места во советот општина Чешиново Облешево. Коалицијата Обнова на Македонија, предводена од ВМРО ДПМН или со носител Славе Донев, освоја 5 советнички места во советот на општина Чешиново Облешево, додека пак коалицијата Најдоброто за мојата општина со носител Сладжана Ангелова освоја 3 советнички места. И групата избирачи Франческо Наков освоја 1 избирачко место. Во општина Кочани, каде советничките мандати веќе се дефинирани, победникот на изборите за градоначалник ќе се одлучува во вториот круг. И во општина Винница, председателот на општинската изборна комисија Методија Кирилов ги презентираше следните резултати. Во општина Винница купен број на гласачи 17244, од кои за кандидатот за градоначалник на општина Виница Миле Петков 4970 гласа, кој е представник од ВМРО ДПМН и коалиција Обнова на Македонија. Додека за кандидатот за градоначалник на општина Виница Ивица Димитров 3592 гласачи, кој е представник од коалиција Најдобро за мојата општина, предводена од СДСМ. За советници листата е следна: ВМРО ДПМН и коалиција Обнова на Македонија 8 советници, коалиција Најдобро за мојата општина, предводена од СДСМ 6 советници, коалиција Движење Одлучно за промени, представено политичките партии ЛДП и ДОМ 1 советник. По гласањето течат роковите за евентуални приговори од страна на учесниците, за кои ќе одлучува Државната изборна комисија.